Почитувани, денес ќе се осврнеме на креативноста и нејзината примена во наставниот процес. Преку долгогодишното искуство на оделенскиот наставник Снежана Атанасовска од Основното училиште Кочо Рацин, ќе ви ги доближиме значењето, важноста и начинот на поттикнување на креативност кај учениците. Исклучително креативна, Атанасовска изработува прекрасни оригами и каригами и, што е најважно, несебично и со голема љубов оваа вештина ја пренесува на своите ученици и во средината во која работи повеќе од 3 децении. Добре дојде во Печат за Снежана Атанасовска. Ви благодарам пред се за убавата најава, која секогаш и од секогаш како учител, моја животна желба беше да учам и да воспитувам други, а секако можноста која ми се даде да се представам во името на училиштето, за кое сакам да кажам дека ја искористувам приликата да ги поздравам сите вработени, како во Централното училиште Кочо Рацин, така и во Подрачното, каде што јас работев како оделенски наставник, иако и ден денес работам како оделенски, меѓутоа 17 години, и сите оние наставници кои во понатамошниот тек на моето излагање ќе ме видат, ќе ми биде мило, ако сакаат, ако имаат желба, сето она што можам да го пренесам, со срце ќе го пренесам, затоа што се вели се што знаете, ако пренесете, тогаш повеќе вредите и самите за себе и за општеството. Поздрав ево и од нашата редакција до вашето училиште и до вашите колеги. Морам, почитувани, да кажам дека Атанасовска ја запознав на отворениот ден, кој што Основното училиште Кочо Рацин го имаше организирано по повод нивниот патронатен празник 22 декември. И забележав и ме восхити еден прекрасен штанд на кој што беа изложени голем број новогодишни честитки и предмети, кои што беа изработени во техниката оригами и каригами. А исклучително внимание ми привлече логото на училиштето кое беше изработено во прекрасна техника, квилинг техника. Па ево, господја Атанасовска, колку долго работевте на изработката на логото на училиштето? Јас би сакала најпрво да ве запознам дека уште во 2006 година со самоевалуацијата на училиштето, сегашната директорка Сонја Милеска, како координатор со мене на проектот за модернизација, а директор Сонја Спасеска, имавме можност уште во тоа време да се изработи кон камерата, да покажам, значи едно лого од директорката Сонја Милеска, едно лого кое ме поттикна, всушност силно светнатиот ден за Дридот и ликот на Коста Солев Рацин ме поттикна кон изработка на оваа квилинг техника, употреба на техниката и изработка на наставно средство. Кратко и јасно, јас секогаш ја сакам вистината како што ме најавивте. Директорката тропна на вратата од мојата училница, рече за момент, Снежана, ако може едни бели мугли со оние твои техники, друго оставам на тебе. Тоа беше вистина. Мене не ми требеше многу, едноставно ми требеа 9 напорни дена, верувајте, затоа што и редовните обврски се големи во училиштето. 9 дена, меѓутоа 9 дена исполнети со голема радост, со обемен труд, а на повидок беше за многу брзо планината, сончевите зраци, силно светнатиот ден и мојата работа. Белите мугри и на крајот идејата, таа квилинг техника да биде завршена со зборовите, со листовите од тутунот, кои се проткаени во стихозбирката на Коста Солев Рацин, всушност како еден печат да ставам на тоа наставно средство со по 5 листови, кои... Извинете, само за момент, би сакала и режија да ја замолам, не имаме подготвено имате во ред. Добро, не бе во тек. Логото, да, добро. Логото инсерти. Значи во долниот дел на тоа наставно средство бе изработени листови од тутун, значи тоа е оригамата за која и подоцна ќе кажеме, меѓутоа беа распределени на 3 по 5 листа на 3 пати, бидејќи Коста Солев Рацин содржи по 5 букви за секој збор, така да кога беше изработено, верувајте, едноставно тешко се одделив од него. Иначе самата изработка изискуваше време траење од 9 дена, при што самото лепење траеше некаде 6 часа. Ми помагаше мојата ќерка и благодарам, која исто учител по вокација. Тоа е тоа, точно. Значи, немаше потреба јас и
да речеме скромноста на вистина е доблест да се потпишам, затоа што тоа е Коста Солев Рацин. Јас се гордеам со училиштето во кое работам, а можеме да погледнеме дел од таа продажна изложба за која кажавме дека беше изведена во 4 наврати, како и за самиот ден на патронатот кој се одбележуваше во Долно Лакочереј, но и потоа на отворениот ден на кој вие присуствувавте. Средствата кои беа беше од хуманитарен карактер. Беа собрани, всушност беа употребени во хуманитарни цели. Не смеам никако да се истакнам, тоа сама себе не би си го дозволила, ако не кажам дека тоа беа огромни трудови заеднички од нашите колешки, како од оделенска, така и од предметна настава. Исто така и од централното и од подрачното училиште во село Долно Лакочереј, така да ние бевме презадоволни од присуството на родителите на самиот отворен ден, од присуството на родителите на самиот патронен празник и од задоволството на сите нас, и на децата кои работеа и нашата взаемна соработка што вроди плод. Колку често ја применувате вашата креативност во наставата и како делувате врз креативноста на вашите ученици, Атанасовска? Јас, уште како мала, често дома знаев да правам неред, не само со хартија, да сечам хартија, да обликувам некои модели, да сечам текстил, да шијам. Уште на тоа време имав мало детско машинче, но беше доста квалитетно, навистина шиеше. Така да уште од најрана возраст нешто имаше во мене, па мајка ми ке речеше има нешто во тебе. За разлика од мојата постара сестра, која уште од најрана возраст се насочи кон музиката и ден денес живее и работи во Загреб веќе 33 години како професор по музика, за која ќе кажеме и подоцна дека ја користиме и музиката заедно со потребата на креативноста. За креативноста би можела да кажам со учениците, бидејќи директно ме прашавте, можам да ви кажам дека таа е особина која човекот може да ја има како во себе, уште од најрана возраст, но може и да ја стекне. Ако имате добар воспитувач, добар учител, кој самиот е креативен, ако тој го поседува тоа во себе, тој ќе го пренесе. Ако не го поседува, ќе нема ни желба да го пренесе. Јас сум среќна, повторно ќе нагласам, што моите колеги, значи, и од централното, и од подрачното, но и колегите од другите училишта каде што сум била, како во Охрид, така и во Загреб, сум користела, сум се едуцирала самата лично да стекнам знања, но истите, што беше и целта, да ги пренесам. И чувството на задоволство ми беше особено задоволство што ми рековте дека ќе можеме и во оваа емисија да го видиме. Тука нема зборови, значи сликата на мојот колега, колешка, нивната насмевка, нивната изработка и што е намената, зборува многу повеќе од она што јас би го кажала. Колку се вашите ученици креативни? И како вие делувате врз развој или ја будите нивната љубопитност? Нивната креативност од секогаш јас сум ја будела уште со првиот наставен ден, меѓутоа во тоа време едноставно немаше некој така, значи пред многу години говорам, бидејќи првиот труд всушност се објави пред 16 години за првиот час со првачињата, може да покажам. Тоа беше еден модел на кукичка кој јас го осмислив и ден денес го користам. Значи, тоа е тој модел на кукичка, голем е од хамер. Учениците го добија, но во што се состои? Се состои во тоа што на учениците им кажувам дека тоа е нивното училиште. Конкретно оваа фотографија покажува вака и училиштето во подрачното, значи училиште, со скалите, со влезот, но во внатрешноста на самиот модел, голем, значи голем модел, ова е мал модел што го добиваат учениците, ни служи кога ќе почнеме да ги учиме буквите, тие ги запишуваат. Но и нивните предзнаења претходно, јас ги подготвував всушност со две кукички. Најпрво во едната, на првиот час, значи, дури и веднаш го правев тоа, излегуваа дечиња, па беше покријан делот, што овде, за жал, не може да се види. Така да, веднаш можев, барем малку, некој сегмент да видам, љубопитноста на децата е голема кога нешто ќе му понудите, секако ќе ги мотивирате од самиот старт да имаат желба, бидејќи кукичката веднаш спрашуваат, а може ова да го однесиме дома?
секако дека можат и јас така и продолжив. Секој 1 септември, но и секој последен ден од учебната година, секако, дали е тоа како во вид на наставно средство, дали е тоа подарок од хартија, јас обавезно го користам тоа. Да, ево ми кажавте, ми откривте дека ова учебна година ги пречекавте вашите ученици. Учениците добија мала училишна чанта, сега ја среќаваме. За гумичка, така, да. Може да биде за гумичка, добија сите и секако добиваат еден сладок подарок, без разлика, нека е малечка чоколада, но што ме оцрте, тоа е големо. Така да тие и ден денес самите дома ја отвараат, работат во нови бои, си работат и за своите помали братчиња, сестрички и тоа е всушност и целта, пренесување на едноставната оригама, незината примена на најблиските, па на крајот нека биде и подарок за некој друг, што особено би оставил впечаток, што не може да се купи. А јас мислам, се што не може да се купи, многу повеќе вреди од она што може секој да го има. А ова не може да го има секој. Треба да го направи за да го има. Тоа мислам дека. Како приоѓате, ево, како оделински наставник, кон некој која ќе покаже поголема креативност во однос? Рековте и сама, некоја носи, некоја стекнува, Точно. Но дали посветувате внимание на оние деца кои што се повеќе креативни? Секако. Да ги поддржите, да ги насочите? Би се случува ли тоа? Ми се случува често, тоа, уште одамна имаше еден напис, сега точно годините не знам, но реков првиот напис во просветен работник беше пред 16 години, јас веќе не застанав. Тоа беа работилници, тоа беа написи од самата пракса, каде што беше и креативната секција. Во тоа време имав материјал од Загреб, каде што на тежински нивоа се оценуваше креативноста на ученикот, преку наједноставни модели што би одбрал, што би сакал да направи од кој материјал, и оние ученици кои веднаш се оделуваа, всушност по тие уште тогаш, велам, тежинските нивоа кои денес веќе одамна ги користиме и во сите наставни предмети и мора да ги користиме секако, уште на тоа време преку тој тест што го имав, голема благодарност, и во училиштето кое го посетувам, каде што работи сестра ми, тоа е Ловро Племенити Матачич, ми беше дадено од страна на педагогот и секоја дополнителна литература јас никогаш не сум ја оставила да не ја искористам. Значи тоа ми помагаше, но сега со тек на годините веќе самите години, самото искуство, самите сознанија, самите дечиња, јас би рекла дури од погледот, можеби некој ќе ми забележи и од вештината со рачињата, нивното активно слушање и пренесување, следењето како јас тоа го работам, веднаш ми укажува до кој степен тоа детенце може. Но можат, верувајте, и сакаат, бидејќи ги применувам особено ни сите наставни предмети. Ни сите. Обавезно ни сите, затоа што мораме да направиме секогаш една интеграција, ако ги одделиме, тогаш мислам дека целта е на пониско ниво. Со интеграција меѓу сите предмети се постигнува вистинското целта за тоа што сме го направили. Вие ни донесовте овде доста предмети, значи имаме ево една пирамида тука. Така. Значи тоа се, кажавте дека ја употребувате на часот по математика. Секако, да. Пирамидата се употребува, може да се употребува во различни цели, меѓутоа како таква можеме да покажеме дека можат одделно да се вадат деловите, но јас ја употребив и минатата година и пред тоа, можам да кажам дека е стара, но не се познава, си ја одржувам. На училиште имам секако, обавезно, за броање. Значи, броје децата често, меѓутоа кога ќе видат вака нешто, овде има 4, јас имам 4 прстиња, или самите ќе најдат. Ама јас ќе ставам уште едно, значи, и така ќе ги надградам, иначе директно ја употребив оваа пирамида за бројот 5. Значи, тоа го работевме кога ги броевме, до бројот 5 се забележува дека се различни. Меѓутоа, ќе речат често дечињата, и ние сакаме, но можам да речам, ова е веќе едно поголемо тежинско ниво, каде за нивната возраст, како што е сега од 1 до 5 нели оделение, тие се уште мали за ваква изработка. Иначе лично ја користев како така, а иначе ја користам и во музичко образование, за нотите, значи и други модели. Кај психологот во Свети Климент Охридски бев поканета, мислам дека баш ја имав и на фотографијата, ја покажа во различни бои ја имав,
така да ја користам и во ликовно, ги користам основните бои, црвена, жолта, сина. Значи, немаат крај на таа креативност, дали ќе биде тоа црвено или дали ќе се користи за ликовно, дали за математика, дали едноставно нешто што имаме со скали, со искачување, дали ќе делиме зборови на слогови. Значи, едноставно тоа извира буквално од мене, но сепак за тоа да биде така како што е, се подразбира дека наставникот секојдневно мора да е подготвен и никогаш не сум дозволила на училиште да не одам со дневна подготовка, апсолутно, макар да често ќе речам, од тоа што го напишав, јас многу повеќе направив, или се случува, сите мора да бидеме реални, дека не постигнав толку колку што планирав. Но еден истакнат професор, покоен сега Климе Секуловски во Скопје, ни велеше, оделенците имаат една можност, ако не стигнат за време на тој час, подобро нека продолжат на следниот, нека му дадат одмор, нека продолжат на следниот и нека направат една целина за децата да им биде јасно што е. Како делува визуелно ево од ова што го работите врз со вашата креативност на разните часови? Како делува на децата? Децата, да ви кажам, пројавуваат само иницијативност, пројавуваат интерес. Често можеме да ги чуеме... Значи се разбива монотонијата. Да, се разбива, секако. Всушност, како наставно средство, вака изработените наставни средства овозможуваат да се одбегне механичкото учење. Јасно ни е што е тоа, не би одземале време. Едноставно, често не им се ни открива. Самите да дадат своја перцепција на нештото, тоа можеме да го видиме ние и од најрана возраст. Значи, кога ќе го имаме на крајот и на часот, сега вака ништо не ни значи, но на крајот ќе го видиме, јас ќе го направам тоа што е и го имаме и во материјалите. И што може ова да биде? Па кога ќе го пресечеме од лист хартија, кога ќе го направим, возбудата е огромна и никогаш нема не можам јас да го направам. Значи, нема не можам. Можам, ќе можам. Ќе можам кога ќе се потрудам, а ќе се потрудат благодарение на поттикот кој ќе го имаат од мене, од желбата да го направат. Од желбата, едноставно имаат желба. Јас мислам дека досега никогаш не ми се случило, дури да не може самото дете, јас сум секогаш тука да му помогнам и се не може веднаш да се направи. Од прва рака, што би рекле. Без труд не може ништо да се постигне. Постепено. Имате, кажав и во најавата, голем афинитет и голема креативност во изработка на оригамите и на каригамите. Каде вие ги стекнавте тие вештини за изработка на овие јапонски техники? Точно. Знаете што би ви рекла? Ништо не е случајно. И вашата средба во училиштето, значи нашата средба, не е случајна. Така и оригамите, соседот беше малечко детенце од моите соседи, дојде Давор и вика, јас вика тетка Жане, вика, бев на курс, рече, на работилница за оригами, многу се убави. Па викам, знам се работи тоа од хартија, но би сакала да погледнам. Ама јас ако дојдам, тогаш треба да направиме нешто. Така да тоа беше мојот прв контакт пред многу години. Значи, не сум се ни подготвила да ги кажам годините. Тогаш немаше фотокопирка, јас тоа го цртав, јас препишував, едноставно прекопирав, буквално вложив огромен труд, едно 3 ноќи, бидејќи тој си се враќаше за Скопје со родителите, го направив тоа и потоа и написот примена на оригамите низ наставни предмети исто така се објави, но беше извршена изработилница со целокупниот наставен кадар, како и директорот, педагогот, психологот, стручните соработници во училиштето, која траеше скоро 2 часа. Имав некаде изработено, па да не би да мете нескромна да рече дека лажам, над 50 сигурно дека беа, но ние изработивме некаде 5-6 во согласност на терминот и времето што го имавме, затоа што акцентот не беше толку изработката, туку беше примената на тоа наставно средство во наставата и еден вид едукација, еден поттик, како тие можеби на друг начин тоа би го примениле. За вашата омилена техника и со каква хартија работите, ќе се навратиме по рекламите. Господин Атанасовска, која е вашата омилена техника, оригамито или каригамите? Со глед на фактот што сега
Најновата беше квилингот, би усовршувала и да речем почетни чекори направив. Оригамите беа многу одамна. Одамна се и надофат преку компјутерската технологија, нели? Меѓутоа, оригамите уште многу одамна ги стекнав преку една едукација од попладневни часови на дипломиран професор од Ликовната академија во Загреб, каде што ми беше многу апстрактно дека треба да направам од картон нешто што беше нацртано на таблата, тоа е всушност оригама изработена во Загреб, каде што би рекла дека тие повеќе од ова не сакаа да кажат. Едноставно. Тоа беше на таблата од овај вид. Ни даде хартија, нацртајте си сами, без димензии и сечете. Треба да добиете еве ова, значи од готов модел и толку. Тоа беше тоа. Јас тогаш присуствував и со мојата керка и викам, очекував нешто убаво е ова, но јас ќе го применам во наставата. Но јас ќе смислам нешто мое. Така да тоа ме поттикна да почнам да ги употребувам разгледниците кои ги имав за подарок од мојата тетка, голем број, 300 разгледници некаде беа, да ги употребувам и да ги сечам. И да пробам да ги превиткувам, да правам модели од ними, така да оригамата јас повеќе ја сакам. Со неја сум учествувала и во основното училиште Христо Узунов, по која пригода и фотографијата имаме покажано, која се совпаѓа и со изработката на оригамите во Загреб по повод 260 години чинам од Моцарт. Така да, едноставно, не дека немаше кој да одбележи, но јас имав една своја визија како тоа да го направам дополнително, а се совпаѓаше и со моите редовни лекарски контроли кои ги водев, па така голема благодарност до директорите, до моите колеги што ме заменуваа. Јас секогаш ја користев двојно приликата. Значи, за здравието и особено да дадам или да ми подарат, а јас тоа повторно да го подарам. Така да оригамите беше кратко времето и не ке беше од мене многу, да речам, ке бидав нападна, ја немам таа особина. Веднаш од левата страна кога ќе влезите, колешката ни е веќе во пензија, пред неколку години ме замоли, требаше да учествува во Јахја Кемал училиштето, да изработиме езерото некогаш, денес и во иднина. Така да тоа се изработки од голем формат, застаклени во стакло, кои опфаќаат и оригами и оригами, еден огромен труд, за кој јас би рекла бев пресреќна, а се сеќавам кога работев доцна до ноќта, па сопругот ми рече, слушај, не те барам, не си доаѓај, остани си таму и таму да си работиш, не мораш ни да спиеш, сработи го тоа. Така јас му реков, нема шанса, јас да се вратам пред 9 часот, тоа мора да е готово. Значи, беше еден труд кој навистина беше ограничен со време, јас не бев ни свесна кога го прифатив тоа, но знаете, кога сакате, се може. Се може. И колешката беше задоволна, присутните, знаете, се совпадна уписот на мојот син на архитектура, па така не можев да ја гледам таа презентација. И голема благодарност што и ден денес, ете, таму и ме подпишале, макар да јас тоа не би го сакала. Јас сакаме вака усмено да пренесам знаења, а името како печат, како вашата емисија, нека остане врежено во срцето, затоа што се што давам, јас давам од срце. Со каква хартија се работат? Ево, нешто покажавте тука, и оригамите, и оригамите. Постои ли некоја специјална хартија? Секако. Оригамите може да се работат со најразличен вид на хартија. Јас тука намерно, баш пред да дојдам сега, се надевам дека многу љубители на цвеќето и во цвеќарите може да го сретнат лотосот изработен со необична салфетка. Јас тоа го употребив и на работилницата, меѓутоа тука ставивме и бомбончиња да се подсетиме, бидејќи еден од условите и вкусот да се почувствува, како што ќе кажеме и подоцна. Меѓутоа, сепак не е салфетката како материјал, тоа се подцврстите хамер, харти. Еве, например, ова изработка јас извлеков, има 3 во мојата училница, се гледа дека е откачена, представуваше оваа година за малите вторачиња во училницата и со колешката каде што сме заедно често деление, еден голем лампион. Вакви има уште 2, но се сеќавам на времето, во спалната соба на моите родители, уште одамна, татко ми порача да му донесат хамер хартија, но го немаше долниот дел, значи тоа беше всушност лустер.
така да од тука произлегува дека намената може да е многу голема. Дали ќе е целосно, без тој дел, триаголникот сепак да се воочува, да се брои, пак јас ќе се навратам дека било што да ми се даде, јас ќе го употребам. Меѓутоа, материјалот хамер хартија, еколошка хартија, секако дека се работи со посебна хартија, како што ја имавме во квилингот. Ова ви оригама листот, например, меѓутоа хартијата, да ви кажам искрено, не знам никако се вика, синот ја имаше купено, бидејќи керката за дома си подготвува нешто да не откривам, но во квилинг техника, посебно од оваа хартија и верувајте, навистина не знам како се вика, знам дека е доста скапа. Значи скапа е, помала од А4 формат и ги ја има во различна дебелина, во боја, така да ќе се усовршувам уште и ќе учам секако, но тоа е така речено една оригама која, например, во еве не можевме од обемните материјали да видиме, во училницата се уште постои, каде што учат сега седмите оделенија, јас каде што работев, постои една голема оригама денови, каде што герданот е изработен во вид на балони, а горе рацин е напишан со плисирана оригама од специјално тенка хартија која ја добив од Загреб, уште од Загреб сестра ми, затоа што плисираната оригама мора да биде нежна како свила и многу тешка за работа. Значи хартиите се од различен вид. Тука имаме еден цвет, но ова е многу тежок, бидејќи ова хартија личи на хамер, а не е хамер. Тоа е повторно таа хартија за која реков дека е потешка како ова што кажав за името. Но изискува голем труд, не е толку педантно залепена, можам да кажам дека не е ни многу ни нова, меѓутоа зависи со учениците што работите и врз основа на нивните способности, таков и материјал ќе донеса децата. А иначе еколошката хартија се купува во цвеќарите, не е скапа, на крајот на краиштата може секогаш при себе дечињата имаат обична хартија од блок или најобична бела хартија А4 формат, не мора ни во боја. Во наставниот процес покрај оригамите, каригамите, употребувате и применувате и други наставни надгледни средства. Кои, господја Атанасова, и како влијаат тие врз развојот на учениците? Наставните средства ми се, како да речам, како една страна која најмногу ја сакам. Еве јас овде вака во оваа пригода, можеби да не се рефлектира. Наставното средство мандала, јас го сретнав уште пред 20 години во Загреб, кога сестра ми донесе една боенка за дечињата во градинг, како материјал што им давале. Толку мандалата изискуваат со многу убави фигури, форми, кои јас уште во 2006 година, всушност за прв пат, на самиот тој проект за самоевалуација, кога бев посетена на часот, јас наблюдувач беше Сонја Спасеска, која ни беше директор, сега е психолог. Јас ги употребив, а темата беше книга. Јас ги употребив мандалата од различен вид, во кој побара во завршниот дел на часот, во контекст на содржината за книгата, децата да ги поврзат и да искажат своји реченици, значи поврзав со македонскиот јазик, и сега ќе ви прочитам дел од ними. Може би тие не се прецизно боени, но тоа не се бара, важно е дека детето знае да напише. Вели, детето има право да игра, трча и скока, го асоцирало на игра. Оваа мандала, значи самото е обоило без упатства, значи претходно ние сме работеле што се мандала, но во контекст на содржината беше дадено да напишат реченици. Мене ме потсеќа на светкаво сонце, сонцето е златно и сјајно, златно дете, златно сонце, без сонце сјајност нема. Ова со моливчињата ја употребив и сега на математика со размислување кога имав 2 часа, но тука веќе дечињата добија со различна бројност на моливчиња, па требаа да определат. Вели, овај цртеж ми личи на звезда. Ако го употребам убаво ќе пишувам, тоа ќе го чувам убаво. Тоа стоеше и кај ними, така како спомен, но кога се разделивме, јас ги зедов, затоа што навистина сакам да бидат адекватни на тоа што се случуваше тога. Мене ме потсетува на пролета, кога птиците и пеперутките и гулабите летат. Иако не е обоена, сметам дека одговара на барањата кои беа во контекст и на општо задоволство на сите, дури си имавме и самите песничка една за мандала, па дури едно девојче твореше поетски една строфа и на општо задоволство на акцентот на вистина од мандалата, од тогаш па навамо, јас ги употребувам.
така речено, и самите ќе побараат, одамна немаме мандала. И кај колешките исто така, обавезно. Кој сака, од кој вид, ги има и погодишни времиња, како го асоцира, некои ги сечат, некои ги бојат, некои бројат, значи, зависно од креативноста на самиот наставник. Лотосовиот цвет исто така ви е? Лотосовиот цвет го сакам многу и како цвет. Јас, ете, тука направив, кога го работев, еден голем лотосов цвет, меѓутоа, самиот тек на изработката на лотосовиот цвет беше со учениците од 5-то оделение, каде што најпрво отидовме во нашата компјутерска училница, сега имаат пред себе компјутери, но тогаш беше во компјутерската училница и самите да откријат на страницата, значи да ја откриеме целта со помош на ИКТ, што велиме, што ќе работиме. Значи го откривме лотосов, но што е потребно. Потоа се вративме во училницата назад и почнавме, бидејќи имаше дечиња кои нема хартија во боја, се вративме во училницата и децата почнаа да бојат. Значи тоа се правоаголници, црвени, исто така и зелени. Има вкажана волница или конче за да се зацврсти и учениците тоа го сработија. Тој материјал јас го задржав кај себе, ги фотографирав и потоа идејата претходно беше пратена во списанието Воспитни крстопати, што е списание за напредно воспитание и образование, и особено бев среќна, некад има 10 дена, каде што моите колеги се изврши работилница, значи со ними и со стручните соработници, педагогот Ристо Ристовски и психологот Сонја Весна Спасеска, со тоа што задоволството беше обемно, фазите беа две, учениците и колегите. Направив еден вид осврт да и тие да го употребуваат ова списание во домен, значи, кој се објавува низ Република Македонија, едукација за сите просветни работници. Задоволството беше огромно, да ви кажам. Едноставно да не биде дека се фалам, но им благодарам на честитките, на поддршката и на споделената радост на сето она што беше реализирано, што беше замислено и беше остварено. Што е со орфовите игри? Ги применувате и нив? Орфовите игри се нешто што го научи во Загреб. Уште одамна, значи има повеќе од 25 години, мојата сестра уште тогаш одеше во град во Австрија и се плаќа тие, значи часови. Таа уште кога ме повика, кога бев таму, сега ќе учиме нешто ново во областа на орфовите игри. Орфовите игри ги користам многу долго, јас веќе 15 години. Нема работилница, дали била таа во Христо Зунов, дали била со моите колеги, дали била колегите да ме повикаат и да научат дополнително, буквално, па сме се фотографирале. Дечињата и сега, еве, кога имав час во петокот, одамна не сме се подсетиле малку на орфови игри. Може тоа? Може, зошто да не. Всушност, орфовата игра представува игра која ни дава еден енерген за работа. Можеме да ја користиме на почетокот на часот, можеме да ја користиме на завршниот дел на часот. Јас сега не знам колку имаме време од емисијата, едноставно можеме да кажеме дека тоа се движења со нашите природни инструменти, а тоа се нашите раце, нозе, пуцкањето, тропкањето, значи добиваме, може да се од тој вид, но може да се проследени и со музика. Проследени со музика, уште одамна на нашиот патронен празник на 31 декември настапивме на плоштадот. За тоа време беше необично, бидејќи ги употребивме учениците облечени, плюс во облека изработена од најлон и учествуваа сите ученици. Така да, еви, времето ни е ограничено, сакам да речам дека тие имаат своји фотографии, еден трак, еден печат, буквално, така да и малите дечиња кога погледна и ние сакаме. Рано е ќе го направиме и тоа, но секако друг вид. Никогаш едно исто не го повторувам. Сакам секогаш да биде пософистицирано, поубаво, значи едното да прерасте во нешто уште подобро. Се што од идеја до реализација, се што подготувате, ги објавувате во Па да ви кажам искрено, Воспитни крстопати. Да, Воспитни крстопати, а одамна кажав уште, значи првиот труд кога се објави со кукичката, голема благодарност до тогашниот инспектор, сега е покоен, Стојан, не можам да се сетам на презимето, иако мене не би беше тој инспектор. Јас отидов со таа куќа и каме, ево, инспекторе, нешто направив и така срамежливо некако, но има и за дечињата. Тогаш ја бојав со четки
и се вложи уште поголем. Ма тоа се баре, рече Снежана. Дајте пратете го просветен работник. Значи, од вистината, тоа беше вистината. И јас не застанав. Не застанав. Значи, дали тоа понатаму беа што можевте и да видите, дали се тоа работилници, дали се тоа еколошки работилници, дали се тоа трудови како креативната секција, дали е тоа проект Детски центар Охрид, што за моја голема радост се отвори во градот Охрид, се реализира, беа присутни тогашните стручни соработници од училиштето, колешките, затоа што знаеа дека тоа е моја идеја. Меѓутоа, јас ке речам, за секоја работа, им посакав успех секако, за секоја работа треба човек да биде едуциран, да знае, да уме, да вложи огромен труд, да има вештина, да има способност. И претходно реков и ке речам, не треба никој никого да го мотивира ако во себе не го има она кој сака да го пренесе. Ако го има, ако го поседува, треба да вложи бескрајен труд, многу работа, верувајте, за да може да ја постигне целта. Да, нема да ми се налудат, знаат во градот постоеше колку што постоеше, но ете, ке речем, мојата неможност од финансиска гледна точка тоа да го остварам, згасна, се затвори. Колку креативност ја пренесувате во семејството на вашите деца? Креативноста на моите деца ја пренесувам со тоа што еве, керката беше таа која ми рече квилинг техника има нова, мамо ни треба овде игличка, ние немаме. Тука е сестра ми и благодарам преку пошта ја добивме. Идејата беше од неа, но таа ми покажа толку тешки работи, јас викам ке почнем од почеток. Се што учам од почеток, па така да и кога го однесов на училиште и реков на директорката, директорки, ова е само еден прв чекор. Ова е, ако земеме, сега не имаме описни оцени, ова е еден обид, ученикот се обидел да направи нешто, но јас сум задоволна со оглед на трудот кој го изискува таа квилинг техника. Иначе можностите на квилингот се многу големи, јас сепак би оставила еве еден ден, мојата керка сега омажена, имам и внука, Ана Џајковска, кој има можност, бидејќи не е вработена, би ги користела секако како наставни средства и желбата и поттикот беше всушност од неа за квилингот. А прашањето се однесуваше за синот, сакав да кажам исто така, како ги користиме. Синот кога дипломира, заврши архитектура, дипломиран инженер архитект, иначе ученик во нашето училиште. Јас мислам дека моите две деца, Ана и Стефан, можам да сум горда, се единствени деца од градов кои одеа во подрачното училиште, село Долно Кочереј. Синот одеше до 5-то одделение, Ана одеше до 8-то одделение, со тоа што одеше и на музичко училиште, свиреше флейта, беше тоа огромен труд. Меѓутоа, знаете, со поттик мој, на сопругот исто така, го издржа и тоа. Не беше лесно, немаше превоз, немавме ни основни, но тоа не е важно. Ако сакаме нешто да постигнеме, ние ќе постигнеме. Тој дипломира, беше пофален за таа пригода. Јас напишав, се пријавив на конкурс, самиот, значи, печат. Има еден распишан конкурс, се пријавив на расказ каде акцент ќе биде детето, па не смеам да го откријам насловот, доколку има некоја новина. Многу би ме радувало, затоа што е трогателен, затоа што и самиот мој пат, особено без родители веќе долги години, без оглед колку и да имаме, е сепак трнлив, тежок, но јас тоа никогаш на учениците не им го кажувам. Секогаш велам дека учат, треба да учат, да создаваат, да творат. Животот е убав, треба да се помагаме, да се почитуваме, а таа почит ја чувствувам од колегите и тие ми даваат голема сила, мотивација да продолжам и со животот и со тоа што ме задеси здравствено. Баш ми е драго, Снежана. Ево за на крај, наистина ни пролета времето од предвидено за емисијата. За крај би сакала, ево и гледачите да видат на дело, да ја видат вашата креативност, па ево што ќе ни изработите. Па еве, можеме да се определиме, како што реков, секогаш учениците при себе имаат обичено парче на хартија, обично парче хартија. Јас го покажав пред малку, тука е. Не смеам да го поделим, ќе го најдиме. Сега би изработила, да ви кажам, еден балон. Тука ги имаме и превиткани. Меѓутоа јас, ево го листот. Кога го имаме, тука е. Немам. Често знам да кажам на учениците за домашната, нели?
ке речат, па тука е некаде. Па види, ако си напишал, тука е. Ако не си напишал, не е ништо, тоа ке си напишеш. Значи, никогаш не се служам со строгост, со грубост. Едноставно сакам да биде задоволство. Значи, секогаш оригамата, тоа е квадрат. Слушам дека во нашиот град веќе работат, мене ми е мило, јас им посакувам успех, затоа што оригамата, доколку знаеме точно да ја пренесеме, да ја работиме со љубов, да ја привиткуваме, да се однесуваме со неа, всушност нежно, што би рекла јас кон хартијата, таа ќе ни возврати со она што сакаме да го направиме, а задоволството ќе биде уште поубаво кога на некој друг пак ќе му се допадне. Можам да кажам, а веќе кажав, овај балон особено ме радува, се наоѓа сега се уште во училиштето како наставно средство. Во големата книга Каригама денови пишува, но нацртан е лик на врат и ставени се балоните, кои сега значи како оригама ги превиткува, но тогаш ги направив со молив за да бидат камења, затоа што самата песна денови вели како на вратот гердани ниски камења студени, да личат на камен. И ден денес се тука, а и треба да се тука затоа што дисциплината на учениците, значи чувањето на средината на учениците навистина на завидно ниво, особено за денот на книгата, за патрониот празник. Јас секогаш новите генерации ги носам да ја видат таа книга, бидејќи просторот е ограничен, па да не сметаме во другата зграда. И задоволството е убаво. А кога ние тоа ќе го направиме? Кога буквите ќе ги направиме како плисирани? Има време. Ќе научат. Се што сум можела, што сум моделила време, децата научиле. Еве уште малку да превиткаме и балонот ќе биде готов. Иначе неговата примена можете исто да ја видите во холот. Јас не би менувала од колешките за да не ми замерат. Поставени се во боја и представуваат јаболка, црвени и жолти на едно големо дрво. Кога ќе влезите како плодови, кои можеме да ги видиме. Сега вислам кон вас каде треба, значи тоа е тој балон кој треба да се држи. Горе има отвор. Горе има отвор и треба да се надува. Многу ќе биде полесен за дување доколку е од уште потенка хартија. Значи дечињата слободно можат и од тетратките хартија да земат. Ете. Ево еден Тоа е тоа. балон. Меѓутоа балонот, да нагласам бидејќи го има како наставно средство, на плакат зима 3 балончиња во различна големина и ете еден снежко. Значи нема крај. Едноставно нема крај. Може секаде да се би можеле уште многу да разговараме. Атанасовска, јас ви благодарам за учеството во Печат, ви благодарам за вашата работа која што ја пренесувате и на учениците во вашата средина каде што работите. Морам да ви се заблагодарам, ми представува особена чест и задоволство. Секогаш ја сакам вистината, сакам да кажам дека лично не бев наметната, што и вие го кажавте. Јас се извинувам, бидејќи ете, не стигнав ни флаерот да окажам, ни нашата визија и мисија на училиштето. Има многу да се зборува. Би отстапила во секоја прилика колегите од предметна, раководните структури од училиштето, вашите врати се отворени, на моја голема радост, јас не сум прв пат овде, а секога сум за учениците и училиштето. Така да голема благодарност додека допрев до срцата на сите оние кои сакаат да научат, може тоа да го направат. Се учи ако се сака. Треба отворен ум и отворена душа за да се применат и нови работи. А најголема радост ако сум оставила печат за овие 40 минути и колку се, затоа што вели биди среќен ако и еден миг ти на некого си му овозможил да биде среќен. Благодарам. Почитувани, овде е крајот на денешното издание. Благодарам за вашето внимание. Довидување.